Кирил Миновски, директорот на Управата за јавни приходи, е гостин во телевизија Нова. Господин Миновски, добро дојдовте во нашето студио. Управата за јавни приходи е главниот полнач на државната каса. Какви се резултатите за 2015 година и имаме ли податоци за првите месеци од оваа година? Како иде наплатата на даноци? Податоците во однос на 2015 година, кои што беа објавени и на веб страницата на Управата за јавни приходи, покажуваат задоволително ниво на наплата на даноците во Република Македонија, додека она што е поинтересно за гледачите е каков е трендот на наплатата во првиот квартал и во месец април од 2016 година. Она што можам да го кажам за јавноста е дека имаме добра наплата. Наплатата се движи во рамките на предвидените проекции и апсолутниот износ на наплатата е зголемен во однос на истиот временски период од 2015 година, што е позитивно. Така, Македонија и оваа година може да се каже во кризна година. Кои се очекувањата за годинава? Македонија од своето осамостојување до денеска е многу често изложена на различити и надворешни и внатрешни кризи. Познато е дека пред неколку години, 2008 година, светот беше зафатен со големата светска економска криза. Репрекусиите од светската економска криза се осети во македонската економија. Параметрите кои што ги имаме за овој прв временски период од годината не покажуваат тренд на намалување на даноците. Меѓутоа, во економијата е познато дека големо влијание има и психологијата, пред се во делот на потрошувачката. Доколку потрае оваа внатрешна криза, политичката криза во Република Македонија, се разбира дека можни се определени репрекусии врз наплатата на даноците во земјата. Од тој аспект, колку побрзо се заврши политичката криза, толку е подобро за економијата, заради тоа што Управата за јавни приходи може да ги прибере оние даночни приходи кои што реално има можност да се приберат во Република Македонија. Доколку вкупната економска слика во државата е во надолна линија, во тој случај се разбира и буџетските приходи не може да се зголемуваат. Така. Во континуитет ги објавувате податоците за буџетските приходи, но може да се земе и податокот дека сивата економија зафаќа висок процент во Македонија. Како ги коментирате тие оценки и кога еден дел очигледно останува неоданочен? Постојат различити теории врз основа на кои што базира работењето на секоја даночна управа во светот. Постои така наречена пирамида на даночна усогласеност, а на врвот на пирамидата се наоѓаат оние кои што не сакаат да плаќаат даноци, односно лицата кои што наоѓаат начин да тоа го прават. Република Македонија не е исклучок во тоа дека постојат субјекти кои што настојуваат да го избегнуваат плаќањето и на даноците и на другите давачки. Ние врз основа на критериумите и на информациите кои што ги имаме, настојуваме да управуваме со ризикот на соодветен начин, заради тоа што управувањето со ризикот е во сршта на управувањето на Управата за јавни приходи. Од тој аспект ги идентификуваме тие области подрачја кои што се посебно ризични, како што представуваат некои сектори на градежништвото, понатаму имаме делови на лица кои што работат по пат на авторски хонорари, издавањето на станови. Врз основа на тоа развиваме соодветни стратегии за усогласеност со цел да го намалиме процентот на сивата економија во државата. Така, по кој основ и зашто најчесто се блокирани сметките на граѓаните и на компаниите? Во однос на постапката на блокадите, би требало јавноста да биде информирана дека тој процес на блокирање на сметките не оди веднаш. Управата за јавни приходи има надлежност да ги прибира даноците кои што се по основ на данок на додадена вредност, персонален данок, понатаму данок на добивка, да ги прибира придонесите и во случај нормално имаме надлежности во однос на наплатата на радиодифузна такса. Во случај на неплаќање во соодветните рокови кои што во голем дел се предвидени во законот, најнапред се користи инструментот на опомена, а дури потоа се пристапува кон присилна наплата. Оние кои што се со блокирани сметки по различити основи, за да бидат блокирани, неопходно е да се запазат овие постапки кои што се дефинирани во законот, по кои што ние мораме да се придржуваме и да постапуваме. Така, податоците за блокираните сметки покажуваат некаква сурова реалност. Имате ли грижа на совест кога ќе слушнете дека Управата за јавни приходи блокирала стотици сметки на граѓани и фирми?
Лично како човек секогаш имаме определен проблем во однос на перцепцијата за лицата кои што не се во можност да плаќаат. Меѓутоа, за тие лица постојат соодветни програми кои што се спроведуваат преку други институции во Република Македонија. Меѓутоа, ние мораме да истакнеме дека постојат и лица кои што не сакаат да плаќаат, имаат можност да плаќаат, а се неплаќачи. Моја обврска како прв даночник во Република Македонија е да ги приберам даноците кои што се неопходни за алиментирање на сите функции на државата. Од тој аспект, јас морам да постапувам согласно на законот и да ги користам сите инструменти кои што нас ни стојат на располагање. Ние инсистираме во најголем дел на така наречена доброволна усогласеност и најголем дел од даноците, речиси над 80% се прибираат на доброволен начин. Тие кои што во случаевите кога постојат даночни обврзници кои што не постапуваат согласно на оние насоки кои што им ги даваме ние како управа за јавни приходи, ние мораме согласно на закон да постапуваме и да ги користиме присилните инструменти за наплата на даноците. Имаме ли податок колкав дел од повратокот на ДДВ за компаниите е исплатен и колку тоа може да ја подобри ликвидноста на компаниите? Една од основните задачи кои што ние како управа за јавни приходи ги имаме е секако процесирање со целокупниот систем на поврат на ДДВ-то. Ние како управа за јавни приходи настојуваме да постапуваме согласно на оние законски рокови кои што ги има дефинирано законот за ДДВ, законот за даночна постапка и да се придржуваме кон тие рокови. Во најчест случаи се придржуваме до роковите, меѓутоа, како што веќе напоменав, суштината на управата за јавни приходи меѓу другото е управување со ризикот во однос на тоа дали постои определен ризик за плаќање или неплаќање кај определен профил на даночен субјект. Кај оние даночни субјекти кои што се поризични, се пристапува кон така наречени надворешни контроли. Во определен случај, поради комплексноста и сумите кои што се инволвирани во процесот на поврат на ДДВ, неопходно е да се направи подетална контрола за да не се направат евентуално грешки во повратот на ДДВ. Повратот на ДДВ се врши врз основа на определени критериуми за ризичност, меѓутоа во определени случаи неопходни се дополнителни проверки заради постоење на опасност од така наречени даночни пирамиди, издавање на фиктивни фактури и враќање на ДДВ на субјекти кои што реално не извршиле никаква активност. Колку се тие застапени сега фиктивните фактури и можноста да се изигра законот преку повратот на ДДВ? Компаниите колку се обидуваат тоа да го сторат? Постојат такви случаи, меѓутоа основен начин за борба против таквите практики е пред се поттикнувањето на така наречената доброволна усогласеност, од друга страна ажурно постапување на управата за јавни приходи. Преку ажурно постапување на управата за јавни приходи, благовремено процесирање на таквите појави со соодветни постапки или инструменти за присилна наплата, се елиминираат овие појави, кои што се разбира не се исклучени и во определени случаи тие не се исклучува во надлежност на управата за јавни приходи, туку во тие постапки се инволвираат и други надлежни институции како што е единица за организиран криминал, финансиска полиција и други институции. Така, вие како директор на управата за јавни приходи и вашето властување ги знаете најбогатите луѓе во државата, но не ги објавувате имињата во јавност. Колку милионери има во Македонија и каков профил на луѓе се тие? Со што се занимаваат? Улогата на управата за јавни приходи е да се грижи за наплатата на даноците. Ние ги знаеме луѓето, односно и физичките и правните лица кои што плаќаат, значи имаат најголем удел во однос на обемот на даноците кои што го плаќаат. Меѓутоа, управата за јавни приходи често пати се поистоветува со листата која што ја објавува Forbes. Утврдувањето на богатството на една компанија или на едно физичко лице не се утврдува само врз основа на приходите кои што ги остварува во тековната година или претходните години, туку е малце покомплексен процес во кој што неопходно е да се направи вкупна процена на вкупното богатство со кое што располага едно лице. Таа улога во Република Македонија нема управата за јавни приходи и најголемиот дел од даночните управи во светот немаат таква функција. Дали се уште фармацевтите се најбогати во Македонија? Постојат сектори каде што имаме најголема наплата на данок. Значи се знае, тоа стандардно се секторите на осигурување, банкарство, каде што имаме лица кои што имаат најголеми, традиционално највисоки плати. Тие сектори немаат драстична некоја измена, меѓутоа генерално треба да разјасниме дека управата за јавни приходи не објавува Форбсова листа на најбогати лица
во Република Македонија. Така, како институција се фокусирате за електронско работење. Кои се предностите тоа за приватните компании да ги искористат овој начин на работење? Постојат бројни предности и од аспект на управата за јавни приходи, меѓутоа и од аспект на даночните обврзници од користењето на електронски услуги. Благодарение на дел од електронските услуги кои што се имплементирани во управата за јавни приходи, даночните обврзници можат најголем дел од тие даночни пријави да ги поднесуваат по електронски пат. На тој начин се заштедува време, меѓутоа и финансиски средства, заради тоа што се избегнува печатење, се избегнуваат трошоците во време за доаѓање во канцелариите на управата за јавни приходи и сето тоа е овозможено на еден електронски начин. Воедно, на електронски начин може да увидат која е состојбата во однос на платени и неплатени даноци, дали должат или побаруваат определен вид на данок, и од тој аспект за овие субјекти постојат бројни предности. Од скоро време, согласно на измените во законот кој што го имаме за даночна постапка и законот за општа управна постапка, ние пристапивме и кон електронска достава на акти, со што се прават огромни заштеди како внатрешно во рамките на управата за јавни приходи, меѓутоа воедно се забрзува процесот во кој што актите кои што ги носи управата за јавни приходи ги добиваат и даночните обврзници. За предностите на користењето на електронските средства мислам дека и не треба посебно да се говори, и ние како управа за јавни приходи долгорочната наша ориентација е да бидеме управа за јавни приходи која што ќе користи во помала мера хартија, и во таа насока и во наредниот временски период планираме да имплементираме бројни нови софтверски решенија и апликации со кои што и понатаму ќе се доближиме до даночните обврзници и ќе настојуваме да ја поттикнуваме доброволната усогласеност во плаќањето на даноците во Република Македонија. Околу фискализацијата сакав само да ве прашам, каде најмногу се почитува фискализацијата, а каде најмногу се прекршува? Во кои региони од Македонија? И податоци? Значи, постојат податоци во однос на фискализацијата, тешко е да се генерализира. Постојат даночни субјекти кои што имаат фискални апарати и го почитуваат законот, постојат субјекти кои што настојуваат да ги избегнуваат законските одредби. Преку уведувањето на GPS следење на фискалните каси, ние сме во можност да ги следиме фреквенциите во прометот кој што го прикажуваат, и онаму каде што постои определено сомнение, ние иницираме соодветна надворешна контрола и се вршат подетални проверки на тие субјекти. Колку GPS касите, кога ги спомнавте, ќе ги дадат резултатите, можете да го следите прометот? Па јас мислам дека почнуваме да ги гледаме бенефитите, иако се работи за еден краток временски период од година дена, значи почнуваме да ги согледуваме бенефитите од имплементацијата на GPS следењето на готовинските трансакции, заради тоа што подобро управуваме со ризикот, ги идентификуваме оние субјекти за контрола кои што е неопходно да бидат контролирани на еден поефикасен начин. Тоа значи дека имаме поефикасни контроли кои што даваат попродуктивни резултати. Со оглед на тоа дека нормално и како и во сите даночни управи, така и во нашата даночна управа, ние немаме можност да ги исконтролираме сите субјекти одеднаш, мораме да управуваме со ризикот и да ги идентификуваме најризичните субјекти и да ги фокусираме контролите на тие најризични субјекти. Имплементацијата на овие алатки, на овие GPRS системи и во останатите држави во Република Македонија покажуваат позитивни резултати. Јас ви благодарам за гостувањето. Почитувани, ова беше разговорот со Кирил Миновски, директорот на Управата за јавни приходи. Останете на истата фреквенција, следува нов информативен блок на телевизија Нова.